опаства кои ги даваме напред од свештената се само кратки нападствија, затоа што нема некое вообичаено место напред од свештената литургија каде што можеме некоја подолга проповед да направиме. Она што за нас е впечатливо е што го вели Евангелието, ако имаш нешто, ако принесуваш дар пред Господа, значи ако доаѓаш од други зборови на литургија и имаш нешто против братот свој, остави го дарот, оди помири се со братот и после принеси го дарот. Како Господ, браќи и сестри, да ни вели, а ќе те почекам, оди помири се со братот, па после дојди. Јас ќе те чекам. Ќе ви го рече некој од денешните властодрци тоа? А Господ ни го вели, затоа што подраго од дарот кој го принесуваме му е да имаме добри односи со браќата или сестрите. Тоа е најважното, да живееме во мир со другите. Ама затоа во овој период на годината, кога е светлата 40-ница, кога е период да се преиспитуваме, да најдеме начин и пат како да бидеме во добро со сите. Зашто тоа е смислата, со тоа и Господ не кажува, ако му е тоа поважно, тоа нема поголема смисла од тоа да бидеме во единство, односно да бидеме во добри односи со браќата и сестрите. Меѓутоа, кога некој сака да проштева или да му биде простено, два се случаи. И во ситуацијата секогаш се двајца. Едниот греши, а другиот ако има сили проштева. Ама и двајцата треба да имаат покаяние. Прво, да нема лутина во оној кој проштева. Второ, да има сили оној кој треба да прости, односно да биде во ситуација тој да дава прошка, да има сили за тоа, односно да биде на висина на таа задача. Ето тоа не повикува, браќа и сестри, ова е дел од Евангелието кој е многу, многу, многу важен. Ништо не правиме ние ако не јадеме месо во овој свет великденски пост, а јадеме месо од живи луѓе. Ако ние се искараме со сите и не сакаме нити некому да простиме, ниту никој да ни проштева. Има такви луѓе, веројатно сте сретнале. Ниту проштевам, ниту сакам да ми прошти. Цел живот брат со брат има што не зборуваат. Можете да замислите таа ситуација и Господ ова што ни го вели, ако имаш нешто против братот свој, остави го дарот. Јас ќе те почекам. Ќе те почекам се додека не созрееш со други зборови, да видиш дека ова е многу поважно од дарот што ќе го донесеш во црквата. Ето тоа е многу важно да го имаме како предочение воопшто за ситуацијата и за се што ни се случува, да се здрави и живи, милоста Божја да биде на сите.